Разговараме со Ненад Живановски, новинар кој живее и работи во Лондон. Ненад, добро вечер. Видов пред неколку дена имаше постирано на Facebook како си ги чувствувал првите знаци на COVID-19 и ништо се си поминувал деновиве. Може ли да ни ги опишеш тие чувства и како всушност дозна дека може би си позитивен на вирусот овде таму во Лондон? Добро вечер, Жане. Поздрав до вашите гости во студиото и до гледачите кои што не гледаат. Симптомите за кои што јас не можам со сигурност да кажам дека се ковид или не, бидејќи тестирање немам направено, меѓутоа согласно симптомите кои што ги имам минативе 7 дена и кои што се на некој начин типични врз основа на некакво си поранешно искуство што имам со настинка и со грип, ми даваат сомнеш дека можно е да се работи за ковидот. Едноставно, минатиот понеделник, тоа доаѓа 16 март, се разбудив со силни болки во грлото, ми течеше носот и насолзени ми беа очите и во текот на денот постепено температурата почнуваше да ми се покачува, за некаде кон крајот на денот да дојде до некои си 38,7 степени. Се уште мислев дека е настинка до утрето, другото сабајле, фактички тоа доаѓа вторникот, кога ме разбуди силна болка, која што веќе од горниот дел на респираторните органи се пушташе надоле кон дишникот, буквално дишникот при дишење, при најмало кашлање ме болеше како да со нож некој ми го сече. За жал тогаш добив напад на кашлица која што беше сува. Температурата како поминуваше денот, така се намалуваше и за некакво се чудо вторникот вечерта веќе нити температура имав некоја си голема, мислам дека беше 37,1. Грлото веќе поради многу пиење на топли чаеви и душникот не ме болеа толку многу и веќе почнав да се надевам дека станува збор за некаква си настинка која што веројатно ме држала ден-два. Утре дента, односно средата, ме разбудија истите симптоми. Повторно треска голема, температурата ми беше 38,7, повторно се вратија истите симптоми, да грлото ме боли, исто така дишникот исто така ме болеше, кашлав, меѓутоа почнав веќе да зимам и сируп за сува кашлица, што значеше дека кон крајот на денот веќе почна да ми се појавува и некаков си шлаем кој беше со жолтеникава хомогена маса. Кон крајот на вечерта повторно истите симптоми. Температурата се намали, болките во дишникот и во грлото пројдо и повторно истото чувство дека мисли човек дека е оздравен. Четвртоко сабајле повторно истото се случува. Повторно ме разбудува треска, повторно температура некоја си од 38,1 до 38,5, повторно проблемите со грлото, со дишникот, кашлање исто напади, со повторно ќе речам исплукување на шлаем. И до кога траеше така? Кога веќе се стабилизираше состојбата? Молам? Дали се стабилизираше состојбата со оглед на тоа што денеска е понеделник и разговаравме и дали беше пропратено со диареја или други мачнини? Тоа сакам да кажам, во моментот сакам да прекинам, сакам да кажам дека сите тие симптоми што ги опишав во првите 3-4 дена ме следеа буквално до недела, односно до вчера некаде сабајле. Вчера сабајле до сега, се поминати некои 24 часа и веќе температура немам, болки во грлото и во дишникот исто така немам, со тоа што продолжувам да добивам така некакви си нагони за кашлање, меѓутоа сето тоа лесно се смирува бидејќи тој шлаем кој веќе е насобран внатре, кога ќе се исплука, се смирува и организмот и нагоните за кашлање престануваат. Ненад, како е во Англија? Како всушност и кој тест покажуваше дека имаш можеби и си позитивен на COVID-19? Зошто не направи тестирање во лабораторија? Какви се правилата? Така, јас уште во вторникот, кога првите симптоми ми се појави, кога веќе почнав да се сомневам дека можеби станува збор за COVID-19, се јавив дека во кол центарот има еден телефонски број кој исклучиво резервира само за луѓе кои што сметаат дека имат проблеми со коронавирусот, тоа е 111, меѓутоа критериумите таму
да ви испратат екипа дома да ве тестира се, така да кажам, доста ригорозни со оглед на сериозноста на состојбата која што е. Така што тие ми рекоа дека да испратат екипа дома да ме тестира, треба да сум над 65 години или да имам последователно 2 или 3 дена, не се сеќавам сега точно, температура од 40 степени или над 40 степени и веќе белите дробеви да ми се во фаза да се борат за воздух, односно да не дише човек со потполн капацитет. Со оглед на тоа што јас тие симптоми ги немав, не ми испратија екипа за тестирање, јас ги прашав дали постои можност само иницијативно да се тестирам, тие ми рекоа да, тоа можете да го направите во болница, меѓутоа од друга страна советот им беше седете дома, не искачете никаде надвор, така што влагав дека човек во некако си магичен круг во кој што немате решение. Дали има онлайн тестирање, дали има тестови онлайн? Да кажам, Жан, извини. Дали има онлайн тестови? Солуција ми беше на овдешниот сајт на National Health Service, тоа е нешто како нашиот фонд за здравство, таму имаат некаков си прашалник поставен врз основа на кој што пациентот кој што се сомнева дека има коронавирус одговара на прашањата и алгоритмот пресметува и издава некакви се резултати. Врз основа на тоа тестирање ми покажа дека јас веројатно имам коронавирус. Во минатиот ден, вчера, во неделата, успеав да најдем и на француското Министерство за здравство, на сајтот нивни, уште еден таков писмен тест за коронавирус, кој што е многу по-длабочиски направен и многу по-сериозно изгледа, и на тој да речам се тестирав, односно одговори на прашањата, и тој исто така ми потврди дека според она што го пишувам како симптоми, веројатно имам коронавирус. Ненад, за крај многу кусо, дали си имал контакти со странци, тоа е Лондон, секако со многу луѓе, или дали можеш да претпоставиш, можеби како си дошол во контакт со некој што можеби го имал вирусот? Значи, овдека човек објективно е изложен на опасност или одможност за закачување на коронавирус, бидејќи овој интернационален град да влезете во еден автобус, да се возите од една постојка до друга, во тие час и половина возење, из автобусот ќе поминат 50 на 60 на луѓе, буквално дојдени од северен до јужен пол. Меѓутоа, некаква си референтна точка на која што јас се сомневам дека можно е да сум го добил коронавирусот, тоа е некаква си символика, петок 13. Бев јас на концертот дека на Брайан Фери и салата беше преполна, имаш некои си 5000 луѓе, дел од нив носеа маски со нив, меѓутоа самата моја, да речам, непредпазливост, меѓутоа свесна, јас знаев дека се изложив на ризик, меѓутоа не сакав да го пропуштам концертот. Мислам дека тоа е можеби некако си почетна точка од каде што постои можност да сум го закачил вирусот, меѓутоа прашање до вашите гости експерти, тие нека одговорат дали постои можност ако јас во петокот сум го добил вирусот, инкубацијата да трала само 2 дена и веќе во понеделник јас да ги добиам првите симптоми. Благодарам, Ненад, благодарам и за прашањето. Секако дека гостите во студиото ќе одговорат и на ова прашање. Ти посакувам добро здравје и да се слушнеме со убави вести дека воопшто немаш никакви симптоми на COVID-19. Пријатна вечер од мене. Жане на повикот и многу здравје и среќа на сите вас и на гледачите и на цела Македонија. Пријатно.